Големата сала и другите простории во Домот на културата Тошо Арсов во Виница ќе добијат целосно нов изглед со проектот што во наредниот период ќе го реализира локалната самоуправа на Виница. Градоначалникот Миле Петков и представникот на фирмата изведувач го потпишаа договорот за реализација на градежните работи. Со оглед на релативно краткиот рок од околу 6 месеци, веднаш по потпишувањето на договорот беше направена обиколка на просторот што е опфатен со проектот за реновирање и адаптација. Реконструкцијата е дел од проектот енергетски ефикасен, пристапен и достапен објект за сите во општина Виница, чиј носител е Центарот за развој на Источно-плански регион. Финансиските средства се обезбедени преку програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година. Вредноста на овој проект е 12 милиона и 600 илјади денари и е финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој. Општина Виница учествува со кофинансирање во вредност од 10%. Се планира комплетна реконструкција, односно отстранување на бината, отстранување на столиците, комплетно реновирање на џедовите, поставување на нови столици и поставување на нов пот. Односно комплетна реконструкција на санитарните јазли, на канцеларскиот простор и на фојејот пред Домот на култура. Исто така во рамките на овој проект е предвидено и реновирање на кровот над фојејето на Сината сала. Од Центарот за развој на Источниот плански регион истакнаа дека реконструкцијата била неопходна уште пред многу години. Таа е целосно оправдана со оглед на активностите што се реализираат во Домот на културата во Виница. За нас како Источен плански регион е значајно да имаме инвестиции во овие културни објекти, бидејќи и единствениот фестивал за хумор и сатира In Vinica Veritas го заслужува ова репрезентативно издание и се надевам дека оваа година проектот ќе се планира да биде завршен крај на септември 2023, фестивалот ќе има ново руво. Со реконструкцијата на Домот на културата, освен естетскиот изглед, ќе се добие и функционално подобрување на просторот. Тоа ќе овозможи поквалитетно извршување на дејностите во објектот. Традиционалната априлијада по повод Денот на шегата и годинава во Кочани помина со вообичаениот маскенбал, во кој учествуваа најмладите од предучилишна возраст, како и учениците од основното образование. Централната манифестација се одржа на платото пред Центарот за култура Бели Мугри. Во забавната програма маскирани настапија децата од сите клонови на детската градинка Павлина Вељанова, како и од приватната градинка Амичи и ученици од училиштата во Кочани. Учесниците, родителите и присутните ги поздрави градоначалникот Љупчо Папазов, при што на децата им посака радост и среќни мигови. Гледајќи ви весели и насмејани, сакам да ви ветам дека ќе работиме да ја задржиме таа насмевка на вашите лица и дека ќе сториме се да го подобриме системот на образование и воспитување, но ќе ве повикам да не се шегувате со вашето образование и сериозно да ги сватите вашите поврски, да бидете добри, послушни и успешни ученици и дечиња. Ви посакувам пријатни моменти на денешниот ден, уживајте, радувајте се, смејте се. Имајте убав ден. Во рамки на програмата со музички и ритмички точки, како и рецитали, настапија поголем број дечиња. Првоаприлската манифестација традиционално ја организира одделението за јавни дејности при општина Кочани, а со средства од програмата за поддршка на образованието. И во Виница беше организирана традиционалната априлијада по повод Денот на шегата. Маскенбалот и забавната програма се одржаа на плоштадот Ангел Винички. Организатор на настанот беше локалната самоуправа на Виница, а пред присутните со разновидни маски и креации се појавија децата на предучилишна возраст и од основните училишта. Можеа да се видат пингвини, пчелки, полжеви, нуркачи, полицајци, сонца, собраќени знаци, а меѓу најоригиналните и најкреативните беа учениците од подрачното училиште од село Лески. Тие преку својата маска предупредија на загадувањето на животната средина и апелираа сите да се грижат за нејзино зачувување. Присутните на маскенбалот ги поздрави градоначалникот Миле Петков, при што на најмладите им посака
Многу среќа, радост и смеа. 1 април е еден од најомилените денови на децата, но и на нас, возрастните. Бидејќи токму на денот на шегата се празнува среќата, смеењето и маскирањето. Овој ден и во Македонија се одбележува со маскенбали, креативни маски кои треба да ги изложат пријателите, родителите, наставниците. Општина Виница и оваа година се потруди да организира маскенбал на кој многу наставници со своите ученици ќе се представат со своја групна маска, а најдобрите 5 ќе добијат награди. Нека победат најдобрите, најкреативните, најинтересните. Ви посакувам да уживате и да се смеете. На прилијадата во Виница беа изведени повеќе музички точки, а дечињата со своите маски продефилираа на бината пред жири комисијата. Таа за најдобрите обезбеди интересни подароци. На крајот, сите учесници беа наградени со бурни аплаузи и смеа. Во библиотеката Искра се одржаа завршните активности од 4-дневната програма на фестивалот на децата, книгите и музиката, со кој се одбележа и меѓународниот ден на литература за деца. Ученици од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов ја прочитаа на македонски и на англиски јазик меѓународната порака по повод денот на литература за деца. Исто така се одржа и ликовна работилница со талентирани ученици од Кочани, а беа доделени и награди за неуспешните творби од литературниот конкурс што го распиша библиотеката Искра во соработка со општина Кочани. Учениците твореа под шифри на темите "Јас сум книга, читај ме" и "Книгата моја верна звезда водилка". Како најуспешни беа избрани прозните творби на ученичките Мелани Велкова и Лана Лазарева од Основното училиште Свети Кирил и Методи и Анастасија Богданова од Основното училиште Раде Кратовче. Исто така, поезијата на учениците од оделенска настава Михаил Велков од Раде Кратовче, Мелани Симеонова и Давид Велков од Крсте Петков Мисирков добија награди. Во оваа програма можеме со задоволство да кажеме дека истата има успешна реализација затоа што има посветеност и големо вложување на воспитно-образовниот кадар од сите училишта, од градинките и од националната установа. Сите заедно овозможивме над 350 деца активно да се вклучат во програмската содржина. На последниот ден од фестивалот се одржа и промоција на книгата за деца "Тешко е да не ме сакаш" од авторката Јасмина Петровиќ. Фестивалот на децата, книгите и музиката се реализира како проект на национален интерес во културата од областа на литературата и издавачката дејност, а е поддржан од Министерството за култура, Општина Кочани, Ротари клубот Кочани Виница и компанијата Амфенол Технолоджи Македонија. Викендов продолжуваат надпреварите во сите фудбалски лиги, откако прволигашите и второлигашите паузираа поради репрезентативните обврски на играчите. Во рамки на 16-тото коло, третолигашот Осогово ќе гостува на соседското дерби со тимот на Академија Чешиново Облешево. Средбата е интересна затоа што жолтосините влегуваат како фаворити, но од домакините можат да бидат незгоден противник и да направат некакво изненадување. По минатонеделната победа на средбата против Спартмани на домашен терен, која изобилуваше со низа неправилности од страна на гостите, предстојниот надпревар за Осогово е важен за задржување на лидерската позиција. Од друга страна, домакините, иако се во средината на табелата, се очекува да не се предадат лесно, поради што средбата на теренот во Чешиново треба да донесе квалитетна и интересна игра. Надпреварот е закажан за внедела од 15 часот. По еднонеделна пауза продолжува и првенството во втората фудбалска лига со одигрување на 22-то коло. Екипата на Слога 1934 на стадионот во Виница ќе го дочека фаворитот Воска Спорт. Со оглед што гостите во текот на есента и во пролетната сезона играат одлично, се наоѓаат во горниот дел на табелата и влегуваат во борбата за првото место. Домашниот тим го очекува тежок и низвесен дуел. Надежите да се остане без пораз се очекувани, но играта што беше прикажана во досегашните надпревари ги намалува очекувањата тоа реално да се постигне. По високиот пораз на гостувањето во Гостивар во претходното коло, виничките фудбалери се на самото дно на табелата, со 13 бода се предпоследни, зад Тетекс и Каменица Саса, кои во ова коло ќе имаат меѓусебен дуел.
Средбата во Виница се игра в сабота со почеток од 15 часот. Во првенството на третата кошаркарска лига пак на програмата е редовното 17-то коло. Екипата на баскет Дино Деликатес ќе биде домаќин на надпреварот против Про Баскет од Кавадарци. Нашите кошаркари имаат фаворитска улога и се надеваат да ја продолжат низата од 10 победи во првенството и зголемување на бодовното салдо кое во моментот изнесува 26 бода. Од друга страна, кавадарчани сезонава играа слабо и со само 20 бода, само еден повеќе се пред Спорт Тим и Овчеполе, кои се на самото дно на табелата. Надпреварот меѓу Баскет Дино Деликатес и Про Баскет е закажан за внедела од 17 часот во спортската сала Сашо Лазарев Чапо.